почитувана заменик министерка, почитувана председателка на комисијата, почитуван колега, немав намера да реплицирам, но со вашето излагање спровоциравте да излезам, морам да одговорам и да им појаснам некои дилеми на македонската јавност. Штета што колешката од вашиот ред, што е од Тетово, не е тука, пошто верувам дека многу подобро ја знае ситуацијата у Тетово, или можда од кој стана пратеник не отишла у Тетово, а избрана у Тетово. Не е битно. Не е битно. Вашето обраќање беше цело време околу домаќинско работење на оваа влада. Домаќинско работење значи намалување на 420 милиони денари капитални инвестиции, зголемување 2 милиони денари на ставка угостителство. Сигурно нема да биде за морска храна. Вие ги запревте капиталните инвестиции, рековте и самиот сте градежник, така да ќе ви напоменам за некои одредени патишта што се направени, реконструирани во Тетово и во Гостивар, ги има многу повеќе. Јас се потрудив еден дел да извадам. Реконструкција на регионален пат Мала Речица Боговиње 2013 година, значи не е се минатата година. Реконструкција на регионален пат Тетово Јажинце, реконструкција на регионален пат Тетово Челопек Гостивар, сигурно и вие некогаш поминувате од таму и тоа е реалност, и тоа е од скоро, но еве чисто да ве подсетам. Реконструкција на свлечишта на патот Тетово Попова Шапка, како и реконструирање на мостовите кон тој пат, сигурно и тоа сте го виделе. Од локални патишта што се направени еве во Тетово, пошто колешката од Тетово не е тука, живее во Скопје, Тетово село Тревош патот направен, Тетово село Фалише, Тетово Бродец прва и втора фаза, Гостивар, реконструирана железничка станица во Гостивар, патот село Форино, село Чегране, село Турчане, село Балиндол и така натаму. И така натаму. Исто така, цело време зборувате за реконструкција, односно за ребаланс на буџетот, па ќе ви кажам кај имате намалување. 28 милиони 352 илјади денари намалено за изградба, опремување, одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица. Исто така, ви напомена и не излеговте да одговорите. Дали ќе гласате против изградба на водовод и канализација во Гостивар преку скратувањето на средството од 61 милион денари преку КФВ банка? Треба да им кажете на вашите гласачи. Исто така, еве вака, пошто на Универзитетот ВУТ во Тетово е зголемено финансирањето, ќе ви кажам кај е намалено. 139 милиони 112 илјади помалку за основно образование, 44 милиони 533 илјади денари помалку за Универзитетот Свети Кирил и Методи, 10 милиони и 40 илјади денари помалку за Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, 21 милион 840 илјади денари помалку за Универзитетот Гоце Делчев во Штип и така натака, да не читам што све е скратено, а во кои сегменти е зголемен буџетот. Сега вака. Има некои прашања што треба да ги одговорите. Значи, напоменавте на колешката Дафина околу одредена ситуација во Гостивар, каде што очигледно вие сте сакале да гласате по етничка линија. Мислим дека треба на вашите коалициони партнери да им објасните што значи тоа. Околу обединување, Тетово, може да го прашате вашиот претходен колега и сите ваши сопартици од Тетово, од Барвеница, за каква опција било понудена 2013 година. Како за Кичево, како за Струга и како од ваша страна одговарено. Може да прашате јавно од тука, да позборуваме или да го викнете и вашиот бивши колега отворено да збориме за тоа. Не сакав некои работи да ги споменувам, ама еве пошто вие тоа, да речам, струка, пошто домаќински работите, 2015 година имаше поплави Тетово, Речица, Порој, Шипкавица. Се излезе на терен, ситуацијата се сенира. 2017 година поплава во Порој. Изјава, па да речам од активист од ваш коалиционен партнер, како е ситуацијата, дали се работи на терен. Да, вика, се работи на терен, има еден багер, ќе го цитирам, гребе овде како мачка.
Така работате вие на терен. 2015 година се исчисти коритото од реката Порој, како што било изградено 80-тите години. Да не беше таа санација, ќе имавте многу поголема штета оваа година и затоа може да излезете и да го проверите на терен, пошто тоа ви е област. Исто така, рековте дека владата трошела пари за непродуктивни цели, а ја сопревте гасификацијата, односно изградбата на гасоводот Скопје-Тетово-Гостивар, која што е капитална инвестиција и која што ќе донесе добро за сите граѓани. Имате вистина гасификација во Струмица и има цели 4 домаќинства кои што се поврзани на газ. Ова информација од прва рака, ете тоа е капитална инвестиција што е изработена од страна на СДСМ. На вистина, дојде живот со новиот бруто-нето министер. Напоменавте дека 600.000 евра чинел Мерцедесот, тоа било недомачински, а колеги домачински е следно. Нови 5 подсекретари на влада, нови 5 заменици председатели на влада. Израчунајте колку е тоа во следните 4 години, или колку е годишно, или колку е месечно. Тоа е типично домачинско работење на СДСМ. Да ви кажам, пошто се зафативте за инвестицијата Леар што е направена во Тетово. 1300 вработени. Труење со храна имало и кажавте дека кујната држал председателот на огранок. Благојче, ја знам дека си од Гостивар. Праша кој е председател на огранок? Може да седи овде, тебе ти збори и друго му е основна дејност? Ама изгледа грешна информација ти дали. Не е битно. Друг пат прашај пред да кажеш. Пошто изгледа ја од областа на здравство работа. Добро, тоа се гледа колку се информирани. Рековте било плодно земјиште, најплодно земјиште, а кажавте се бавите со друга струка, не со земјоделие, ама очигледно и таму сте експерт, тоа е веќе друго прашање. Напоменавте за така домачинско работење, домачинска влада, имате домачин министар. Еве од Тетово ја ќе кажем точно. Самка Ибраимовски, 30 вработени, 5 години неплатени доприноси. Сакате со име, презиме, извадите листинг, прашајте и пазите, зема минимална плата не од 16.000, цели 2.000 денари на рака. Слободно проверите, видите, тоа е типично домачинско работење. Имам забелешки, ја фаќам нешто околу тоа што го зборевте, околу здравството во Гостивар и околу здравството во Тетово. За ваша информација, и пред да има Тетово компјутерски томограф, Гостивар имаше, и тој компјутерски томограф се уште работа. Тоа е прва работа. Втора работа, како пратеник од изборна единица 6, треба да знаете дека има и компјутер, и магнет, и единица за интервентна кардиологија во Тетово, значи не треба да одат во Скопје. Едноставно, прошетајте, видите што направило ВМРО ДПМН, за да не одат пациентите од Гостивар право за Скопје. Тетово им е поблиску. А има доста методи што се работат веќе и во Гостивар. Напоменавте за платината дека била украдена. Благојче, вака, колега, пред било што да кажеш, треба да прашаш. И требало да ти кажа дека платината пред 2 години е подигната со сите записници и во моментот е на чување во трезорот на Народна банка во Скопје. И вредноста не е 9 милиона евра, него е 7 милиона евра. Ама очигледно сакате да кажете дека не е подигната, па може би сакате да ја продадете. Ова на кратко беше еден мој осврт за типичното домачинско работење на СДСМ. И сега да ти кажам вака, како човек од здравството, не од услужна дејност или од прехранбена дејност. Значи, јас како лекар, а и сите лекари во Република Македонија чекаме 2 работи. 100.000 денари плата, се надевам дека барем 5% со ребалансов ќе одобрите да ни се качи платата, и 90 денари капитационен бод. Благодарам.